Почитувани, утре Советот на град Скопје одлучува како ќе се трошат и зашто парите на Скопјани за 2026 година. Исто како на централна власт, така и во Скопје, ВМРО Ванчовистичка, наместо парите да ги насочи за Скопјани и подобрување на нивниот живот во градот, парите се за тендери и партизација. Ништо друго. Најголем дел од средствата има во предлог програмата за планирање и уредување на градежно земјиште на подрачјето на град Скопје, значи има пари за тендери, а пари за граѓаните нема. Додека граѓаните на Скопје се гушат во загаден воздух, нема повеќе пари за животна средина. Средствата за заштита на животна средина се малку за надминување на еколошката катастрофа во која живеат скопјани. Скопје диша отров од дивите депонии, а во предлог буџетот нема пари за проект и за расчистување на диви депонии и контаминирани локации на територија на град Скопје. Власта на ВМРО ДПМН нема пари за чист воздух и чистење на депониите, ама видовме дека има за 161 тендер за една фирма, 9 милиони евра за друга, со двајца вработени. Предлогот на буџетот, што го предлага Георгиевски, не е ниту социјален, ниту е насочен кон подобрување на животот на граѓаните. За многу од предвидените проекти, кои убаво звучат на хартија, нема предвидено финансиска поддршка. Нема доволно пари за социјална и здравствена заштита, ниту за образование, за животна средина, за невладини организации, ниту за култура. Градоначалникот зборуваше дека има превработеност во градската администрација, ама во 2026 година предвидел 44 нови партиски вработувања. Значи, ќе се продолжи со нивната позната тактика на полнење на администрација со партиски лојални кадри. СДСМ ќе се спротивстави на ова и ќе бара парите да се насочат кон граѓаните и нивните потреби. Ваков буџет нема да поддржиме, ниту ќе гласаме. За сите области, советничката група на СДСМ и коалицијата изготви амандмани кои се во интерес на граѓаните и обезбедуваат поквалитетен живот на скопјани. Не за тендери, да за повеќе пари за граѓаните на Скопје.